Прво и основно, што може да се констатира од прашањето, што е добро и за МВР и за државата, дека повеќе немате информатори такви какви што мислевте дека ќе ги имате и ќе видите. Значи, сите овие работи кои што ги кажавте се тотална лага и измислица. Прво и основно, ако вие како пратеник од Газибава немате врска дека има началник нов во ЕВР од првиот ден, а тоа е господинот Јовановски, значи вие поима немате таму кај што живеете, а не да кажувате за Македонија. Втора работа. Прашајте го градоначалникот Боби Стефковски. Пријатели сте, се надам уште, и ќе ви каже каде беше на отворање на станицата, кој началник го пречека, на кого даде поддршка и што кажа за работата на ЕВР Газибава. Поразговарајте заедно за да ви ги кажат сите тие активности. Сега, јас ќе споделам податоци, информации во однос на работењето на МВР само за оваа година до март месец. Како податоци, информации, со што сакам да кажам статистички податоци, кои што не се ни мои, ни ваши, нити на било кој друг, туку статистички податоци во однос на работењето. Прво, за првите 3 месеци откриени се 20 случаи на кримчарење на мигранти или нелегален влез на 2654 лица. Ако зборуваме за бројот на, односно за сообраќајните незгоди и за бројот на жртви на сообраќајните незгоди, имаме намалување за овие 3 месеци за 3,6% во споредба со истиот период од лани. Да напоменам, сите резултати 2022 година беа најдобри резултати во последните 30 години во работењето на МВР. Во однос на заплената или спречувањето на трговијата со дрога, имаме следни резултати за 3 месеци. 1,56 кг кокаин, 129 кг марихуана и 6,5 кг амфетамин запленето за овие 3 месеци. Имаме дополнително 1,57 тони марихуана, која што е во вредност од 6 милиона евра. Впрочем, во оваа запленена дрога е и вашата професорка по германски јазик во училиште во Аеродром, член на избирачкиот одбор на ВМРО ДПМН во општина Аеродром на последните локални избори. Тоа се структурите кои што вие ги поддржувате и за кои се борите. Ако зборуваме за следен најнов случај, тоа е заплената на тие 100 кг марихуана, во кој што се лишени слобода 2 лица, и имаме, не е на тој што вие мислите, оваа марихуана е од лица блиски до раководството на ВМРО ДПМН, последната. И за тоа треба да си побарате информации во раководството. Или вкупното намалување на криминалитетот е 12,26%. Мислам дека сите овие резултати кои што ги изнесувам и можете да отворите расправа кога сакате во собранието и каде сакате, не за ова, за сите години поред, и ќе ви биде јасно. Еве пример да ви дадам. Во општина Прилеп за 12 години раководство на ВМРО ДПМН имате 0,67 кг марихуана запленето. За разлика до сега, кога неколку стотини килограми се запленети токму таму. Или началникот на СВР Скопје, кога јас превземав раководење, имаше ефикасност во работењето на откривачката дејност во Скопје 9%. Или во превод, не вашиот началник Ивица, или во превод, само тие што не знаеле да се сокријат во Скопје во времето на ВМРО ДПМН беа фатени. Остатокот беа сите во рамките на криминалот кој што го спроведувавте. Така да, во секој поглед и за секој случај ќе можеме да седнеме и да разговараме во однос на сите овие прашања во делот на
криминалните активности, спроведувањето на законот, превземањето на мерки во трговијата со дрога, трговијата со оружје, сообраќајните контроли и се друго што е во доменот на работењето на македонската полиција. Во однос на конкретното прашање, дали се превземени мерки во однос на лицето кое што го споменавте, поднесување на кривична пријава, спроведување на предистражна или истражна постапка, претреси и откривање на нелегално оружје. Само ќе ви кажам, и тоа го изјавивме веднаш после настанот во јавноста кога излеговте, дека за конкретното лице и за конкретниот случај има поднесено кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи веднаш после настанот и се преземени сите криминалистички истражни действија и претходно е поднесена уште една кривична пријава. Значи има две активни кривични пријави против тоа лице поднесено до јавното обвинителство во Скопје. Секако дека понатаму се преземаат низа на мерки и на активности кои што ќе треба да следуваат и во делот на судските постапки. Јас сум кажал многу пати до сега. Мораме до крај да ги водиме тие постапки и да има завршница ако сакаме да реализираме тоа што треба да го реализираме. Така да, тоа се сите активности кои што ги спроведуваме, односно одговор на прашањето. И многу е интересно, човек како вас, кој што на 27. април 2017 година упадна во собранието и беше подготвен со таа група да убива пратеници, денеска има храброст да стане и да кажува за честност, за одговорност, за доверба и поштење. Мислам дека треба да се подсетите малку на 2017 година и да си кажете фала Богу што не бев дел од истрагите или што се скрив и што бевте дел од луѓето кои што наместо да излезете и да кажете ние ве подготвивме да убивате во собрание, вие ги ставивте во затвор 36 луѓе за кои што око не ви мрднува денеска, а ургирате постојано со вашиот лидер да ги заштитите оние за парцелите во Делчево и сите кои што се блиски до кабинетот. Така да, кога зборувате за криминал, треба да имате доблес и да кажете сега излегувате на Нова Горница да зборувате за криминал, а 2017 бевте дел од луѓето кои што влеговте во собранието, рушевте уставен поредок и сакавте да убивате пратеници. Благодарам.